Повелете. Благодарам. Благодарам. Илјади пати на сето она што е сторено за неја, благодарам. Благодарам на сите што го споменуваат името на мајка ми. Посебно на татковината која не ги заборава своите борци и која така истрајно ја бара вистината, од која за жал и денес многу комунисти од оделни земји се плашат. Јас дури денес ја открив својата мајка и среќен сум што таа имала заслуги на својата Македонија и за југословенското работничко движење. Колку е потресно и неправедно синот во својата 50-та година да дознава за своето потекло, за својата мајка. Сега ми станува разбирливо зошто таа во секој повод, кога стануваше збор за националната припадност, така категорично и горделиво повторуваше: јас сум македонка, родена во Кочани. Јас сум македонка, родена во Кочани. Почитувани представници на семејството Попиванови, почитуван градоначалник, присутни љубители на убавиот пишан збор. Прилози кон животот и делото на Малина Попиванова е дело на двајца мајстори на перото. Нашиот познат публицист и новинар Георгија Јановски и писателот професор Доне Донев. Авторите, како низ филмско сценарио, ни презентираат слики и сказанија за чудните и потресни животни патеки на семејството Попиванови од Кочани, во чиј центар е трагичната судбина на Малина Попиванова Краснаја или Елена Николаевна Галкина, многу малку обработувана личност во македонската историографија. Трагајки ни суопарните историски факти и документи, датуми и случувања, собирајќи зрно по зрно од штурите сеќавања и искази на сведоците, авторите ја доловиле човечката димензија, судбината на поединецот одредена од дадените околности и политичките пресврти на епохата. Тоа е потресна борбена драма на семејството Попиванови, кое живеело во една сосема неизвестно и бурно време и кое на својата кожа ги почувствувало неговите неверојатно променливи плими и осеки. Во севкупната анализа на тој судир помеѓу поединецот и политиката, помеѓу индивидуалноста и колективитетот, помеѓу летот кон идеалите и провалијата на суровата практика, авторите ја нижат историската драма најпрво на Стефан Попиванов, а потоа на неговите деца кои тргнале по истите револуционерни патеки. Меѓу нив молкува тажната душа на тивката мајка Хаджиленка, чија болка може да се почувствува и тогаш кога не се зборува за неа. Судбините им се испреплетени, секоја трагична на свој начин. Впрочем, такво било и времето, мачно, тешко за нивната Македонија, раскината на Балканската крстосница, претешко за македонскиот народ, изложен на сурова асимилација во 4 различни држави. За комунистичка и национална дејност следувал најсуров прогон, а токму тоа на својата кожа го почувствувале и Стефан Попиванов и неговите деца Цеко и Малина како декларирани македонци, револуционери и комунисти. Во времето по Првата светска војна, осиромашените и национално обесправени народи во огромен број се приклучија кон комунистичкото движење, а во овие рамки се движи и комунистичката дејност на Стефан Попиванов. Тој во периодот 1922-24 година бил секретар на Покраинскиот комитет и прв македонец член на Политбирото на Централниот комитет на Комунистичката партија на Југославија. Како делегат на втората конференција на КПЈ во мај 1923 Стефан зборувал за положбата во Македонија, поделена на балканските држави.
На оваа конференција било прифатено барањето за автономна и независна Македонија, но се уште преовладувала тезата дека македонскиот народ представува само преоден етногеографски ентитет меѓу српскиот, бугарскиот и грчкиот народ. Понатаму, на Македонија и се и признава правото на самоопределување до отцепување и формирање на посебна држава, изразено преку паролата Обединета и независна Македонија во рамките на Балканска федерација. Ставот на КПЈ во однос на македонското национално прашање е да е разработен во книгата на Коста Новаковиќ Македонија на македонците, земјата на селаните, за која особена улога има Стефан Поп Иванов. Благодарение на македонските кадри декларирани како македонци, кои биле активни во Коминтерната и во Балканската комунистичка федерација, КПЈ започнала посериозно да го поставува решавањето на македонското прашање и тоа како национално. Постепено се диференцира ставот дека се работи за посебен македонски народ, а не за некаква етничка мешавина. Стефан Попиванов е македонович, Малина Попиванова е македонка од Кукуш, Методије Шаторов Шарло е македонец од Прилеп, Георги Димитров не ги крие македонските корени. Во есента 1924 година, по налог на ЦК на КПЈ, Малина Попиванова заминува на школување во Советскиот сојуз и станува првата македонка која ќе добие партиска наобразба во Комунистичкиот универзитет Свердлов, кој го завршува во 1928 година. Тоа е период кога полека се зацврстува власта на Сталин и започнува градењето на неговиот култ. Како што запишал рускиот научник Рој Медмедев, Сталин настојувал да создаде социјалистичка религија со Бог, а тој семоќен, сезнаечки, све свети Бог на новата религија бил тој самиот Сталин. Кога умрел Сталин во 1953 година, плачеле милиони руси. За тие излажани руси, Сталин кој убил и депортирал со милиони, и натаму бил сакан татко. Стефан и Малина Попиванови делуваат во редовите на КПЈ, кога по забраната на нејзиното легално делување таа е разјадувано од фракционерски борби. Фракционерството особено било изразено во нејзиниот врв, околу методите на борбата, ставот кон социјалдемократијата, кон националното прашање и така натаму. Заради справување со овие фракционерски борби, Коминтерната во 1928 година испраќа повеќе проверени комунисти во Македонија да се справа со фракциите, а меѓу нив била и Малина Попиванова, која делувала во Загреб и во Далмација. Проблемот за надминување на фракционерството бил присутен и на 4-тиот конгрес на КПЈ во Дрезден во ноември 1928 година, на кој делегати се двајца декларирани македонци, Коста Рацин и Малина Попиванова. Овој конгрес ги следи директивите на 6-тиот конгрес на Коминтерната, при што се забранува соработка со социјалдемократите и реформистичките синдикати, кој секако било доста штетно. Се потврдил ставот за разбивање на Југославија како версетска творба и формирање независни национални држави кои ќе влезат во идната Балканска федерација. Ваквиот став обстојува се до 7-миот конгрес на Коминтерната 1935 година, кога заради фашистичката опасност се смета дека Југославија треба да опстане како целина со внатрешно преуредување. По конгресот во Дрезден, Малина Попиванова се враќа во Загреб, но поради болест во 1929 година заминува во Советскиот сојуз, каде продолжува да живее и работи под името Елена Николаевна Галкина. Од есента 1929 е предавач на Комунистичкиот универзитет за националните малцинства на Западот. Истовремено учествува во справување со противниците на линијата на Коминтерната во југословенскиот сектор на Московскиот комунистички универзитет. Во овој период и во наредните десетина години, во масовните чистки во Советскиот сојуз настрадали неколку стотини и повеќе југословенски комунисти, денунцирани од своите партиски другари, кои биле ангажирани во НКВД и во другите служби. Тука за жал е
и улогата на Јосип Броз, на Владимир Велебит, на Јосип Копинич и на низа авторитети кои ние ги славевме во комунистичкото движење, но тие пишувале извештаи до службите во Советскиот сојуз, од што настрадале многу од нивните сопартици. Воздигнати од идеалот на комунизмот за социјална правда и национална слобода, фанатични верници во своето идеолошко определување, верни кон Сталин и првата земја на социјализмот, многу од комунистите станале оружје во рацете на Сталин, кој го одржувал својот култ и апсолутна власт низ море од крв на безброј невини жртви кои преку ноќ биле прогласени за непријатели. Со невидено насилство се спроведува планското стопанство и колективизацијата на селото, која ќе одземе неколку милиони човечки жртви. Тешкотиите во спроведувањето на планот се припишува на наводно непријателска организација на меншевици. По мигрирањето на Троцки во 1929 година започнува невидена хајка против троцкизмот и троцкистите во земјата и во странство, како најголемо зло кое штети на чистотата на партијата и прави пречки во развојот на државата. Се бара будност од сите, а наводните троцкисти масовно и јавно биле казнувани или екзекутирани. Во тој бран на троцкистичка хистерија и барање предавници на делото меѓу исчезнатите членови на Комунистичката партија на Југославија е и Стефан Попиванов Македоновиќ. Тој е прогласен за провокатор и му се губи секаков траг. Тука историографијата треба уште да повеќе да истражува. Неговото исчезнување и веројатно екзекутирање било тежок удар за неговата ќерка Малина, која во тој период е на врвот од својата кариера како комунистички деец во Советскиот сојуз. По природа скромна, паметна, начитана, со нескршлива верба во комунистичките идеали, Малина можеби за прв пат така сурово ќе се соочи со реалноста на сталинизмот. Од една страна, за неја водачот и партијата се во право, но од друга, таа добро го познава својот татко и неговата честност и предаденост на револуционерното дело. Кој е во право? Секако дека тоа ќе стане јасно, многу подоцна, иако останува до крај верна на своите комунистички идеали. Малина Попиванова предава во Комунистичкиот универзитет до декември 1932 година, кога е насочена кон организацијска работа прво во Москва, а од октомври 1933 година во Омската област. Оттаму во 1935 е испратена во Червишево, Тјуменската област. Тоа е период кога по атентатот на водачот на ленинградските болшевици Сергеј Киров на 1 декември 1934 година, Сталин веднаш ликвидирал околу 130 наводни учесници во атентатот и започнува со големата чистка. Во летото 1936 година, сите партиски комитети добиваат тајно писмено соопштение од Кремљ за терористичка дејност на троцкистичко-зиновлевски контрареволуционерен блок. Ова соопштение ќе предизвика хистеричен и општ лов на вештици во партијата, за да се спаси сопствената кожа. Секој информирал за секакви можни и невозможни појави на троцкизам. Во масовните исценирани процеси од 1936 до 1939 година се затворени, прогонети или екзекутирани неголемиот дел од членови на ЦК, видни водачи на Октомвриската револуција и цветот од научниците, високи воени, полициски, професорки, научни и други кадри. Во масовните монтирани судски процеси, по долго измачување и закани по животите на нивните семејства, биле скршени многу комунистички авторитети. Тие добиле улога да ги признаат сите злодела за кои се теретени, и тоа на јавни, добро изрежирани судења кои наликувале на политички театар во живо. Во овој бран на големи Сталинови чистки, во 1937 година,
Малина и нејзиниот сопруг Владимир Николаевич Сакун, искусен и верен болшевик, биле исклучени од редовите на Сесојузната комунистичка партија болшевици, а потоа и затворени, а нивниот син Сергеј прибран кај дедото и бабата, а потоа згрижен во детски дом. Малина и Сакун во затворот ги доживеале сите смислени тортури и провокации, за да им се скрши духот и да ги признаат непостоечките злодела. Искусни комунисти, кои се калеле низ полициските прогони и ги знаеле префриганите методи на иследниците, издржале до крај и во 1939 година биле ослободени од обвиненијата во недостиг на докази. Веројатно преживеале благодарение на својата издржливост, бидејќи сите оние кои попуштиле, кои потпишале изјави дека се виновни, биле фактички најголемиот дел ликвидирани. Малина и Сакун никогаш не биле вратени во Москва. Остануваат во Тјумен, во Сибир, до крајот на животот, каде Малина работи како наставник по историја во педагошката школа. Во едното време го носи нејзиниот сопруг Сакун на фронтот, но покрај целата храброст тој не добива рехабилитација. Малина се бори со сиромаштијата, со тагата и носталгијата и бара начини да го прехрани својот син. По војната замира и семејниот живот на Сакунови, како и на многу други преполовени семејства кои ќе ги доживеат прогоните и тортурите на сталинизмот. На идеалот на комунизмот и пролетерскиот интернационализам, Малина Попиванова го жртвува личниот живот, личната среќа и непрестано тагува по својата мајка, по своето семејство, по родната топла Македонија. Во таа нејзина желба да ги види своите, се вплеткува подлата игра на нејзините некогашни пријатели од софиските работнички борби, Велко Червенков и неговата сопруга Елена, сестрата на Георги Димитров. Овие едноставно ја препуштиле Малина на нејзината судбина, а за време на нападот на информбирото врз Скопје се обиделе да ја искористат во политичките интриги на Бугарската комунистичка партија против Југословенската. Малина Попиванова пред крајот на животот повторно е примена во членството на партијата. На 5 март 1953 година умира Сталин, така што полека почнува да се чувствува мало ослободување од стегите. За жал, тешко заболена од сите животни удари, немаштија, разочарување и носталгија за родниот крај, Малина умира на 19 јули 1954 година. Притоа била погребана во Тјумен со сите почести, така што синот Сергеј дори тогаш на самиот погреб осознал каква личност била неговата мајка. Во април 1956 година, на 20-тиот конгрес на Комунистичката партија на Советскиот сојуз, Никита Сергеевич Хрушчов изнесол застрашувачки податоци за владењето на Сталин, за чистките и за неговите гулаци. Притоа, во поименичните рехабилитации за невините жртви, објавени подоцна, биле имињата на Стефан Попиванов Македонович и на македонката Елена Николаевна Галкина, односно Малина Попиванова. Почитувани, ова беше само мал дел од потресната животна драма на семејството Попиванови, изложено на плимите и осеките на времето од првата половина на 20 век. Трагичната судбина на Цеко Попиванов е приказна за себе, инаку многу талентиран поет, која бара на тамошни истражувања за да се дојде до целата вистина околу неговиот трагичен крај. Трудот прилози кон животот и дејноста на Малина Попиванова, на авторите Георги Ајановски и Доне Донев, навлегува во дамарите на едно време на надежи и разочарувања. Во центарот е ликот на Малина Попиванова, но паралелно течат и неколку други истории кои го дополнуваат мозаикот на сликата, која зрно по зрно внимателно ја исцртуваат авторите и својот истражувачки подход. Понекогаш се има чувство дека тие речиси филигрански ги бележиле откриените моменти.
напишана со убава нарација. Оваа книга ќе биде драгоцен прилог и во многу нешта почетна точка за натамошни историографски истражувања на сцилите и харидбите низ кои поминале членовите на револуционерното семејство Попиванови и за настаните во кои тие биле учесници. Честитки за авторите и благодарам на вниманието. За тоа колку човечна и хумана била Малина, дознаваме од тогашниот младенец Методија Бошков. Во аптеката Малина работеше за мала заработувачка. Некои од лековите кои ги предаваше преку црвената помош на затворените активисти од работичкото движење, Стопан Геновиќ се преправаше дека не го забележува тоа, бидејќи Малинка многу пати помагаше на неговата сопруга Ката, болна од туберкулоза. Таа ја нарекуваше Малинка вртимушка, зашто ретко седуваше, секогаш зафатена со работа. Малинка беше извонредно учтива и внимателна со муштериите, особено со сиромашните, на кои често не им ги наплатуваше лековите со молчалива согласност од страна на Геновиќ. Таа имаше бледникав тон, секогаш со чиста бела јакичка, носеше една бела плетена црна чанта од дракофторба, во која секој пат имаше по некоја книга што ја читаше, во мошне ретките слободни мигови. Таа никогаш не употребуваше шминка, дури пудра и слично. Геновиќ велеше дека прилега на тогашната популарна филмска артистка Аста Нилсен, а ние, нејзините помлади другари, го забележувавме тоа, зашто Малинка навистина оставаше впечаток дека е болникава и честопат имаше температура, но не знам дали воопшто се лекувала. Аптеката таа ја нарекуваше осојница и велеше дека нема да се занимава со фармација, туку работи за да се екзистира, дека сиот живот ќе го посвети на пролетерската револуција. За годините на Малина проведени во Скопје своји писмени сеќавања има и Тодор Трпков. Тој ќе запише: Малинка беше тивка и мирна, дружелюбива, искрена до крајност и истовремено решителна и истрајна. Незината благородна мајка, Каджиленка, како и самата Малинка, беше олицетворение на добрина и убавина, спокојна нарав, суштествена спротивност на татко и Стефан со мощне бурен темперамент. За нејзината личност зборува и писмото од Милентија Стојковиќ, упатено до Ацо Петровиќ, во кое што, меѓу другото, се истакнува: една од најинтересните фигури беше и Малина. Мургава, со убава и пријатна надворешност, таа не баре беше создадена за безрезервно да му служи на движењето. Активно работеше насекаде, најмногу во младинската организација, насекаде до крајност одана, исклучително скромна и искрена, не обрнуваше внимание на крупни зборови и широки гестови. Беше изградена во специфичен тип на револуционер, чиј личен живот се слеал со политичкиот, дотаму што тие два живота се идентификувале. Инаку, Малина е родена на 7 април 1902 година во Кочани. Гимназија завршила во Софија. Од 1921 до 1924 година аптекарска помошничка во Скопје. Активно вклучена во југословенското напредно движење. Учествува во бројни работнички манифестации, организации од страна на партијата во Скопје. Широко агитира комунистички идеи меѓу младината и жените. Незиниот татко, Стефан Попиванов, бил секретар на Покраинскиот комитет на Комунистичката партија на Југославија за Македонија, а незиниот брат, секретар на првата скојевска организација формирана во Скопје во 1923 година. Самата Малина се наоѓала во средиштето на револуционерната активност, со интерес ги следи и учествува во расправите по македонското национално прашање. Постојано го проширува своето марксистичко образование.
брзо стекнува углед на примерен и авторитетен партиски активист кој умее да работи меѓу масите. Во летото 1924 година таа е испратена на школување во Советскиот сојуз. Патот за Москва ја водел преку Виена, каде што во очекување на документите за префрлување во студентското предградие Гринцинг се запознала со млади комунисти од повеќе европски земји, меѓу кои и истакнати членови на Југословенската комунистичка партија. Тука Малина го добила својот прекар Краснаја. Во есента 1924 година со препорака на Лениновата сопруга Надежда Крупскаја, со која се запознала во домот на Комунистичката интернационала во Москва, станала посетител на Московскиот комунистички универзитет Свердловск. Школувањето го завршила во 1928 година. Но сепак правдата стигнала на 28 октомври 1963 година, кога со одлука на воениот колегиум на Врховниот совет на СССР во рефератот на Никита Хрушчов се рехабилитирани како невини Стефан под името Стефан Попиванов Македоновиќ, а Малина како Елена Николаевна Галкина, односно Малина Попиванова, заведена како македонка. Особено треба да истакнеме дека податоците за рехабилитацијата на Малина Попиванова се земени од формуларот прашалник што таа го пополнила во 1932 година, кога барала лична карта од Советскиот сојуз, каде во рубриката националност напишала македонка. Бидејќи од здравствени причини коавторот Георги не можеше да биде присутен денес со нас, меѓутоа испрати порака, па ќе ми дозволите да ја прочитам. Драги пријатели, многу жалам што поради здравствени причини не сум во можност да присуствувам на овој свечен чин посветен на истакнатата македонска револуционерка Малина Попиванова, позната во превоеното комунистичко движење како Елена Галинка Краснаја. Таа и целото нејзино семејство се само дел од плејадата македонски национални дејци со потекло од Кочани, кои што своите животи и својата младост ги посветија и жртвуваа за слободата на својот народ. Сведок сум дека и покрај различните историски интерпретации и присутни поделби во нашето општество, градот Кочани не само што не подлегна на сите тие политикански манипулации, туку покажа доследност и принципиелност да не се откажува или дистанцира од националниот и антифашистичкиот придонес на своите сограѓани во остварување на Гоцевите и Линденски идеали. Публицистичкиот труд на господинот Доне Донев, дополнет со моите новинарски истражувања во поранешниот Советски сојуз, е драгоцен сублимат за се она што македонската историографија досега го има утврдено за семејството Попиванови. Дозволете ми во оваа прилика да споделам со вас неколку моменти кои што во мојот труд за Малина не беа опфатени и кои што дури сега додека се подготвуваше оваа книга ми овозможија дополнителни сознанија за трагичната судбина на ова македонско семејство. Имено, во мојата рана младост, некаде пред Скопскиот земјотрес, имав можност да се дружам со браќата Златко и Стефан, скромни и прекрасни момчиња кои што живееа во близината на кинокултура и беа омилени во нивното мало. Се зборуваше дека имале тешко детство и дека благодарејќи на нивната мајка, која што по војната од некакви политички причини, за кои што никој не сакаше да зборува, претрпеле тешки страдања и тие останале угледни и почитувани личности во Скопје. Златко заврши ликовна академија, а Стефан се посветил на метеорологијата и работниот век го поминал во метеоролошката станица во Скопје. По објавата на мојот фелтон, Малина во 1983 година имав случајна средба со Стефан, кој што ми се заблагодари за вложените напори да го пронајдам Сергеј, синот на Малина, сестрата на неговиот татко Цеко Попиванов. При тоа напомна дека кај нив дома имало сочувано доста документи за Малина и дедо му Стефан, чие име тој го носи, кои што ќе можев да ги користам во мојот фелтон.
Дури тогаш дознав дека Стефан и неговиот брат Златко биле внуци на Малина, која што во едно нејзино писмо соопштува колку била потресена од веста за ненајдената смрт на својот брат Цеко, барајќи од најблиските во Скопје да и напишат како и од што тој починал. Треба да напоменам дека за смртта на Цеко постојат неколку верзии и се уште не се точно утврдени околностите кои довеле до неговото самоубиство. Познато е само дека пред смртта напишал писмо до Бане Ковач, истакнат македонски новинар и мој прв уредник во Нова Македонија, во кое ги известува своите големи разочарувања од луѓето со кои се дружел и соработувал, а кои во тие тешки моменти му свртеле грб и неправедно го обвинувале за народното предавство. За жал, од необјаснети причини Бане Ковач тоа писмо никогаш и никому не му го покажал и се уште не се знае тоа писмо каде се наоѓа. Според историчарот Кузман Георгиевски, еден од авторите на првата објавена книга за Малина Цеко Попиванов, пред бугарската окупација за да преживее соработувал со повеќе списанија и весници, најчесто пишувајќи за проблемите на работничката класа и синдикалното движење, а за време на окупацијата бил ангажиран од Скопската партиска организација да ја афирмира антифашистичката борба на македонскиот народ. Есента 1943 година со одобрување на Кузман Јосифовски Питу пристапил на шарпланинскиот партизански одред, поведувајќи го со себе и 4-годишниот син Златко. Меѓутоа, поради тешките партизански услови и честите бугарски потери, загрижен за здравјето на својот син, тој го напуштил одредот и се вратил во Скопје. По неколку дена Цеко бил уапсен од бугарската полиција, која што со цел да го прикаже како свој соработник го качила на моторна приколка или во полициски джип, како што тврдат неколку сведоци, и бил возен низ скопските улици за да видат граѓаните дека тој бил во нивна служба. Инаку, тие дни бугарската полиција врз основа на некои дојави успеала да го разбие шарпланинскиот одред и да изврши провала на Скопската партиска организација каде били уапсени десетица млади скоевци и припадници на антифашистичкиот отпор. На тој начин Цеко бил прогласен од партијата за бугарски доушник и главен виновник за разбивање на шарскиот партизански одред и провалата на партиската организација. Иако по ослободувањето на Скопје било откриено дека предавството го извршило друго лице, Цеко доживеал големи трауми. Наклеветен од партијата и од своите најблиски пријатели како предавник, бугарски шпион, тој решил да си го одземе животот. По објавата на мојот фелтон, при средбата со младиот драматург Јордан Плевнеш, потресен од трагиката на семејството Попиванови, посебно од смртта на Цеко, напиша драма насловена како Macedoniše Čuštende, која што подоцна доживеа огромен успех и беше наградена со повеќе театарски признанија. Во оваа прилика сакам да спомнам уште два моменти од моите московски истражувања кои што сметам дека заслужуваат внимание. Едниот се однесува на мојата средба во Ленинград со синот на Малина, Сергеј Владимирович. Со насолзени очи тој ми раскажа: мајка ми до крајот на животот се бореше да ја доживее невиноста на својот татко. Тој беше прогласен за државен непријател и стрелан без можност да се брани. Наводно бил фатен при обид да премине финска граница во близина на градчето Вибигор и да замине на запад. Тоа беше причината и моите родители да бидат осудени на политички прогон. Судбината сакаше и јас како лекар да бидам преместен на служба во Виборг. Тој се наоѓаше во забранета погранична зона, каде што може да се влегува или напушта само со специјална полициска дозвола. Фактички, јас живеам и работам изолиран од останатиот свет, со налог од власта никогаш да не зборувам за стрелањето на Стефан и за прогонот на моите родители во Сибир. Другиот момент се однесува на моите средби и разговори со советскиот академик Владимир Турок, некогашен дописник на весникот Известија од Виена и близок соработник на Георги Димитров на Балканската федерација.
Човекот кој што ја овозможил на Малина со ирански пасош како иранска државјанка да замине во Москва, бидејќи во фелтонот се опишани темите на нашите разговори, ќе се осврнам само на последната средба неколку месеци пред неговата смрт, сврзана со неговата намера да објави книга и за македонското револуционерно движење на истакнатите македонски дејци. Како добар познавач на балканските прилики, Турок имал објавено повеќе трудови за револуционери од балканскиот регион, меѓу кои и биографија на Георги Димитров, па тој подготвил книга и за македонското движење меѓу двете светски војни. Но со оглед на фактот дека Бугарија беше членка на Варшавскиот пакт и верен сојузник, да не речам слугински наклонета кон Советскиот сојуз, особено за време на владењето на Тодор Живков, не постоеле никакви можности да го публикува тој труд. Познато е дека советската политика и историографија од секогаш биле на страната на Софија и незината негаторска позиција кон Македонија и македонското прашање. Од тие причини му предложив, а тој прифати, да се обидам да организирам негов престој во Македонија заедно со неговата сопруга како гостин на Македонската академија на науките и тука да ја подготви својата книга со што таа би била објавена по неговата смрт. Веќе следниот ден напишав опширно писмо до мојот генерален директор, висок државен функционер, сметајќи дека единствено тој ќе може да издействува подршка на мојата иницијатива од МАН. Разбирливо, писмото требаше да го предаде во Скопје само лице што не ќе ја злоупотреби мојата доверба. Тие дни во Москва службено престојуваше мојот стар пријател Мишо Велков, брат на сопругата и поетот Ацо Шопов, кој што со задоволство прифати да го врачи писмото во мојата редакција. Меѓутоа поминаа неколку месеци, а од Скопје немаше никаков одговор. Во меѓувреме, од советските весници дознав дека починал академикот Владимир Турок, кој што бил погребан со високи државни почести. Така, пропадна можноста македонската историографија да биде збогатена со драгоцени сведоштва за еден советски научник за небиднините на македонските револуционери меѓу двете светски војни. На крајот, чувствувам обврска да го споделам името на московскиот архитект Јури Тернополски, кој што многу ми помогна да воспоставам контакти со преживеани соседи и пријатели на Малина и незиниот сопруг Сакун од времето на нивниот прогон во Тјумен, но и да дојдам до информации за судбината на нивниот син Сергеј. Јура беше жесток критичар на владењето на Брежлев, поради што летото 1983 година беше уапсен како советски дисидент во центарот на Москва, во моментот кога наводно доставувал важни документи и на еден шведски новинар. Подоцна тој бил префрлен во една психијатриска болница во околината на Москва, во која што постоеше посебно оделение за превоспитување на политичките осуденици. Советската власт го негираше постоењето на таквите болници и ги третираше како дел од антисоветската западна пропаганда, иако постоеа бројни искази на поранешни затвореници кои биле изложени на разни нехумани лекарски третмани со цел да се избришат од свеста нивните политички убедувања. Еден ден, на молба на неговата вереница и тешко подвижната му мајка, кои добиле полициска дозвола да го посетат Јура, прифатив да ги префрлам со моето возило до споменатата болница. Ох, неизвесен дека станувам еден од ретките странски новинари кои што стигнале на влезот на една психијатриска болница строго обезбедена од специјални полициски и воени сили. Од тогаш до крајот на мојот мандат не успеав да дознам каква била натамошната судбина на Јура. На моите телефонски јавувања до неговата мајка и свршеницата никој не одговараше. Да завршам со моето промотивно обраќање, упатувам голема благодарност до господинот Радко Димитров, иницијатор и реализатор на денешниот издавачки чин, заслужен за развојот на македонското независно новинарство, во чија печатница беа отпечатени и првите слободни и независни македонски медиуми во самостојна Македонија, меѓу кои и мојот неделник Денес. Човек што покажа дека националните интереси се многу поважни од тесните партиски предели. Поздрав и до господинот Доне Донев,
со честитки за неговиот извонреден труд и ви благодарам на вниманието. Георги Ајановски. Професор, се надевам дека и вие со вашите изразни средства, говорни, ќе ни понудите нешто интересно. Како стигнавте до делото? Јас би сакал да го прочитам воведот и да дополнам уште некој збор. Воведот е тој кој што го напишал и Ѓорги. Имено при враќањето од една промоција со господинот Ратко Димитровски разговаравме околу наши заслужени личности и јас му споменав дека оваа година се навршуваат 70 години од смртта на Малина Попиванова, а никој никаде ништо не спомна. А требаше да се одбележи на највисоко ниво. И при тоа тој ми рече, јас се знам со Ѓорги Јановски, имаше еден фелтон, ајде да седнеме тројцата да направиме нешто за нашата општина и воопшто за Македонија, за тие две односно за тоа семејство, за семејството на Степан Попиванов и неговите два сина Цеко Иван и неговата ќерка Малина. Значи месец дена пред патрониот празник на Основното училиште Малина Попиванова, оваа година, 2024, враќајќи се од Скопје за Кочани со мојот драг неколку деценijски пријател Ратко Димитровски, во неврзаниот разговор го споменав името на Малина Попиванова. Му кажав дека за Малина слушнав за прв пат 1980 година од познатиот режисер Саша Маркус, со кого си имавме зближено по мојата премиера на монодрамата Јас сакам да станам поет, посветена на Ацо Караманов, на младиот македонски поет загинат во Нов. Марко живееше во близина на студентскиот дом Гоце Делчев, чиј што подстанар бев и јас. Почитуваниот Саша Маркус беше радосен што мене од Кочани ми ја соопштува меѓу првите веста дека заедно со Кузман Георгиевски ќе публикува книга за Малина Попиванова. Тогаш во младешката занес не бев ни свесен за каква големина се работи. Бев во домот на Саша и ја разгледував материјалите за кои тој со воските и на скриена радост зборуваше како за најголемо богатство. Не знаев за колка грандиозен лик се работеше. За лик кој што се борела за правото и правдата на работникот и работничката класа и која во секоја прилика и на секое место гласно изговарала дека е македонка родена во Кочани. Ново ми реплицираше Ратко, дали сум го читал фелтонот за сибирските години на Малина Попиванова, што некаде на почетокот на 90-тите години од минатиот век излегуваше во весникот Нова Македонија, од подпишан од реномираниот и докажан новинар Ѓорги Ајановски. Не, му реков. Ајде тогаш да ги издружиме силите, па заедно да се подсетиме на Малина Попиванова, со тоа што ти ќе се обидеш да напишеш нешто за неја и низиното семејство, а прилогот по трагите на животот на Малина Попиванова, сибирските години на Краснеја, од Ѓорги Ајановски, цело ќе го објавиме во книга. Јас веднаш се сложив, Ратко му телефонираше на Јановски, му ја каже идејата и Ѓорги веднаш се согласи и рече дека ќе го испрати целиот фелтон. По добивањето на фелтонот почнав да истражувам кој колку напишал за Малина Попиванова и нејзиното семејство. Погоре напиша поти меѓу првите кочанчани знаев за Малина Попиванова, барем јас така мислев, ама за нејзините сибирски години и за нејзиното семејство не знаев ништо. Многу пати на средбите со мојот драг пријател магистар Коце Стојменов сме разговарале за историјата на Кочани и Кочанска и ми тека дека тој има пишувано за нејзиниот татко и нејзиниот брат Цеко. Му ја кажав идејата и Коце се согласи и ми ги испрати материјалите. Почитувани, во текстот што следува подолу, ќе се обидам да го приближам револуционерното семејство Попиванови со посебна осврт на Малина Попиванова. Сакам да нагласам дека податоците кои ги користев се наведени за таткото Степан Попиванов, неговите синови Иван и Цеко, како и за Малина.
Во оваа прилика морам да истакнам дека две нешта кои што не се напишени, а сакам да ги кажам, ме инспирираа од два лика за мене во македонската историја. Едниот е, како што кажавме, професорка Тачковска, а Јанос и јас Малина Попиванова, а вториот Методи Андонов Ченто. Ќе направиме една паралела. На 3 ноември 1944 на една седница на президиумот во Горно Врановци, кога влегле во салата каде што треба да бидат присутни членовите на президиумот, имало печени прасиња и јагниња. Ченто рекол, јас на овој ручек не присуствувам. Надвор партизаните немаат да каснат лепче, а вие печени прасиња и јагниња. На слична или потполно иста ситуација и Малина Попиванова, повикана од Вилко Червенков, наследникот на Ѓорги Димитров, на 8 септември во неговата дача, сакал да импресионира Малина, а претходно игнорирајќи ја, плашејќи се од незината личност, да не му го земе местото во овие македонски крајеви, ја повикува во неговата дача со најразновидна храна и со прибор кој што бил позлатен. Дори некои биле златни, чини и лажици. Малинка кога го видела тоа, го мушнала сињи Сергеј во рамениците, му шепнала, подитно утре да организираш да се враќаме за Москва. Станала гласно му рекла на Вилко, Вилко, па ние не се боревме да јадеме од златни чини и со златни лажици, ние се боревме работничката класа да има еднакви права, сите да сме еднакви. На тоа Вилко дрско рекол, па и со дрвени лажици, во дрвени чини да јадеме, пак тие ќе останеа гладни. Значи, ова ми даде повод да се запатам и да ја приближам ова личност и нивното семејство до нашата јавност. Особено ме радува, јас не го знаев овој текст до пред некој ден, а ја го кажа пред да го добијам текстот на професорка Тачковска, за судбината на Цеко знаев уште пред 30 години од професорот Александар Алексиев, професор на факултетот за драмски уметности. Цеко е присилно земен од неговиот дом, е облечен под присила во бугарска униформа, качен во џип, позади му е перен пиштол и е шетан по улиците на Скопје за да покажат дека бил бугарски поданик. Значи, во врска со тоа има многу размисли дека ако Цеко бил виновен, немало да се обеси. Цеко се обесува, оставајќи писмо, трагично писмо, да, во кое што ги обвинува неговите кодоши, односно на оние кои што му ја неговата личност деградирале, а фактички тој бил невин. Тоа ми беше една... Се надевам дека и во оваа прилика и господинот Оливер Попов како потомок на Малина Попиванова ќе сака да ве поздрави, да и специјално дојден од Шведска. Повелете. Само потомок на Малина Попиванова, јас сум и кочанчанин по татко. Так, повелете. Така да и неизмерно ме радува што сум во градот, после долго време, сигурно 5 години, за жал. Ме подсети на детинството, дека првите 10 години од животот многу често доаѓавме во Кочани, имаше едно место некаде према езерцето, Башчелак се викаше, така нешто кај што се одеше на излет, Првомајска и така натаму. Но се заблагодарувам на сите, неизмерно, на авторите, особено на господинот Донев, затоа што направи напор и некако тоа беше и делумно, така да кажам, поттик да дојдеме неколку дена порано во Македонија. Второ, покрај авторите секако, на Европа 92, на целиот ваш напор за многу интересни изданија, многу интересни книги и така натаму, кои што се околу македонската историја, која е многу тажна. Јас едно ќе кажам за Малина, бидејќи многу работи знам, се познавам, но не само што се познавам, сме се дружеле со Златко, сме се дружеле со
Стефче, третото дете на Стефан и на Геленка е Иван, Иванов Иван. Тој почина 1966 година во Скопје и од него као дете, јас сум многу тогаш 13 години и така натаму. Вие кога читавте, прекрасно читавте, благодарам многу, спомнавте неколку збора кои што ги сведам за клучни, а тоа е првиот збор кој што го научи во семејството, а тоа е скромност. Скромност, одговорност и сериозност. И тоа цел живот го носела Малина Попиванова и за жал многу од луѓето кои што се поврзани со семејството и така натаму мора, не би рекол да се дистанцираат, али знаете во каков систем живеевме и тоа баш пред некој ден на некого му напиша, викам, сите овие луѓе кои се ставаат во првите редови на борбата, револуцијата и така натаму и ово се еден микросвет за Малина Попиванова. И тоа сум го чувствувал во семејството, често пати сме зборувал и вие го спомнавте Крлеша во проза и така натаму и стално сум зборувал, па да, Крлеша, романите, за Глемпаеви, за ова, за она, за другите и тогаш се сеќавам на татко ми, ќе го спомнам и вика, знаете што, да може да седне некој. Напише книга за еден таков живот и така натаму, тоа ќе бидат нови Буден Брокови. Не Глембаеви, не Ронева. Али таква е нашата историја. Постојано да се докажуваме и во најразлични средини. Ви благодарам многу уште еднаш, а се сум позгоден. Ви благодариме на емотивниот говор. Ви благодариме на емотивниот говор. Секако се надевам дека и до нашите присутни кога ќе го читат ова дело ќе стигне сето ова што го зборувавте, сите овие емоции кои што не ги пренесовте сега овде. А секако најзаслужниот, нели, за да изгледа вака ова дело, да го имаме ние врака и со задоволство да го читаме, секако е господинот Радко Димитровски, поддржувач на ова дело. Се надевам дека ќе сака и тој да ве поздрави со некој збор. Повелете. Благодарам на кога ме веди прозирате, да кажем јас некој збор, иако не сум јас по зборењето и повеќе сум по оперативните работи, по работите, бидејќи сум техничко лице. Можам да ви кажам дека ми е задоволство што излегува едно вакво дело за наша сограѓанка, која што е онеправдена е, нејзиниот тек, нејзиниот живот е онеправден и дури посмртно се прикажува. Можам да кажам дека нашите претходници во општина Кочани имале своја визија и за тоа е дадено името на, мислам дека единствено во Македонија, единствено училиште со тоа име и тоа е едно признание дека Кочани и сепак имало луѓе кои што значеле нешто во овие средини, луѓе кои што допринеле не само за Кочани, него допринеле и пошироко. Можам да ви кажам дека воопшто не се двоуме кога ми предложија и Јановски и Доне Донев да го комплетираат тоа дело, за да излезе, за да може да го види светлото на деното, да може да дојде во раците на читателите, оние кои што ги интересира оваа историја, како што некој рече, без обзир на родот, без обзир на партиската припадност, без обзир на она што се случувало, што се случува сега. Сепак, историјата е дел кој што ни учи понатаму како треба да видиме и што треба да направиме. Да поздравам уште еднаш и благодарам уште еднаш. Почитувани представници од училиштата, ќе пристапите овде за да добиете примероци на подарок за своите службено добро. Ќе им пратиме на сите училишта. На сите училишта ќе имате бесплатни примероци. Бесплатни примероци, во ред. Ви благодарам за присуството, ви благодарам и вам, драга публико. Се надевам дека ќе имате време за книга, имајте време за себе и секако ви благодарам до следно видување со некој нов убав пишан збор.